Ја ви стојам на располагање, јас сум и ваш градоначалник, треба ми каже некој што, значи ми сме разговарале неколку пати на овој тему, рамке на моји надлежности. Јака председател што може да ви помогнам. Не па и ти популизмо дека али треба да дојде некој да ми каже што конкретно со овој протест тражите од мене. се народ човек источија со А иначе сакам да ве поздравам свите. Револтирани су за СОВ. Со неки За СОВ човек треба да не стави на тачку на гласа. Значи ми знаеме дека општина не може да ни помага. Ми сме свесни за тоа. Едноставно да се подискутира с тој што ви како СОВ, како градоначалник, и добро против ингеренција, збориме за СОВ, да се иде малку на повисоко ниво. Значи тој што го обеќава да се исполни, да се среди да ми написмено. Наш заден sastanak беше заклучок дека ви да си поднесете писмено барање до директорите на јавни приходи, за да дојде на sastanak директорка с вас. Не знам дали имате било и одговор од мене. Мене ми беше кажано да си се од нјојно страна да се држу рамке на мои надлежности, на мои ингеренции, и кои се надлежности њој. Дали дојде до тој следно, дали некој се така да му Ќе ми кажа писмено одма после од вас, од сега одма писмено барање, до УЈП доставено културно оставени со наши информации, још нема ништо. Значи, ако може да ве замолам, ви си протестирајте, мене не ми смета, тој си е легитимно демократско право на граѓани, тројица да дојдете до мене, да пробуваме да направиме пак контакт с нјума и плюс да ми пренесете и за овие други барања што ги имате. За СОВ, моментално. Да, за СОВ, да, не е проблем. Ја може да повикам пак координација на СОВ, да ги викну сви советници, без да се прави, пошто суштина ваша е една. Дали сакате да го решите проблем стварно, или сакате да бидете предмет и инструмент на политику преку кој ќе се политизира со вас. Ако сакате да ви инструментализира во одредени политички партии, ви терајте како мислите. Ако сакате да се тражи решење, значи, така треба да се отвори конструктивна дискусија таму на Совет, али Совет како Совет и орган може по закон да даде препоруки и предлози, не може да задужи повисок државен орган да поступи по тие барања. Да, али на прошлу седмицу тој беше све инструментализирано политички, за тоа советници, дозволите. За тој може да збору струица, не може да збору се свите. Значи, ако сакате на тој тему, кажете се при мене тројца, ќе поразговараме и ќе оствариме контакт. Ја ќе свикам координација со сите советнички групи, ќе им ги изнесу тие барања, нека се договори седница, нека се збори и така далje, па какви препоруки донесе, тој зависи од нима, не зависи од мене. Иначе јас сам ваш градоначалник и у цел процес сам на ваша страна. А ја морам да го почитувам закон, другари, не може да работи против закон. Ми како и да работи против закон. Видите да ви кажам. Ми само тражимо докази да ни се уважи, ништо друго. Значи, цело време се бору за тој. Имамо докази, не ги ваше прифаќам име да докази. се направи. Платете па тужете. Не може да се води, значи, разговор помеѓу еднога и 100 човека. Може да се води разговор помеѓу еднога, од друга страна двојца, тројца, пред човек. Кажете се и да говори. А тој, дали ќе протестирате пред општину, пред УЈП или било каде ви сте слободни граѓани, имате го тој право и тој никој не може да ви го оспори. Изволте, кажете се. Ми никад не смо кажале дека смо политички поврзани. Значи, ми поддржуваме било кога кој сака да ни помогне на нас, без разлику дали од едну партија, од другу партија, дали од некој националност, било што. Многу пута го потенцираме дека тражимо правно решење, било кој да ни помогне. Па чак што више ирачко Пореска управа ќе ни помогне правнички, ќе ни даде документ и од Америка, значи работа е што работу тражимо да ни помогне некој правнички. Пошто ми пливаме у закони, сви ги различито тумачи закони. Тоа е тоа. Ќе отидете ли? Утре нема да идеме у Куманово, утре ќе идеме за Тетово. Таму е најавен и вторник и петак, а ќе видиме за Куманово каде биде.
Ќе ја прифатите ли понудата на градоначалникот да отидете сега да преговарате? Да, значи јас сум бија 3 пати до сега и још пат ќе отиду, ама увек нели не искочи ништо, па у нашу корист што чекамо ми. Не падате ви на провокација, не е Што конкретно ќе побарате? падате ви. Значи ми пати побарамо, значи треба ни го официјална средба с директор кој Елено Петров, како што сам го ја културно повикајат писмено, значи немамо јоште одговор еве трети ден и сакам го таа средба се одржи у Куманово, у комитет пред сите луѓе да га тој нели сви види и да тамо ќе поставиме прашања што си имамо и да најдеме решение што ги имамо да ни се стопира, пошто ми за тие решенија имамо докази. Едно од барањата е и повторно оставање на точката на дневен ред на седница, очигледно дека не сакате да поминете преку тоа што не беше одржано. Да, не можеме да поминеме преку тоа бидејќи ние сме граѓани на ова Куманово, ние имаме инвестирано во ова Куманово, ние со нашите семејства и нашите колеги имаат семејства кои сме донеле милиони долари тука. Од данокот што сме го платиле за некретнини, за било каков данок. И овој данок што е сега што треба да го платиме 4,8% оди за општината. И ја не можам да разберам зашто советниците и претседателката ни отворили таа точка бидејќи не може материјална расправа. Како може да биде материјална расправа кога 4,8% од данокот за личен доход влегува во општинска каса. И едноставно требаше таа точка за да не поддржат како сограѓани и како, да не кажем, инвеститори во овој град. Бидејќи 25 години ние инвестираме во овој град. И сега одеднаш тие не се во наша ингеренција, не можат да дискутираат за нас. Тоа е. И не можеме да прифатиме дека таа точка не може. И сакаме советот да ни даде поддршка од општина Куманово да се префрли на централна власт, бидејќи мнозинството во општина Куманово е со централната власт у коалиција. Да се разбереме. Не правиме ние политички маркетинг на никоја партија. Лично имаме доставено барање до советот да се стави таа како предлог. Тоа е донесено во вторник. Минатата недела вторник, седницата беше во четвртак, значи запазен е рокот. Тоа е. А обвинувањето дека сте политички инструменти? Не. Јас ќе ви кажам, ние ќе го прифатиме секој правен совет. Дали ќе биде тоа од политичка партија, дали ќе биде од комора на адвокати, дали ќе биде од судски совет, ние од професионалци, ние секој совет го прифаќаме. Бидејќи секој од адвокатите до судството, до институциите кои е засегната сега УИПА, секој си го законот толкува во свое. 183 дена не сака да го прифатат бидејќи толкуваат така. Не може колегите од Хрватска и Босна и Херцеговина да бидат ослободени по тој основ, у Македонија да не може да бидат ослободени по тој основ. И уште едно ќе кажам. Сите што го имаме документот, letter of authorization, што го имаме одбиено од Министерството за одбрана на Америка, постои СОФА договор. СОФА договор многу добро знаат и у Министерство за одбрана, и у влада, и сите знаат и надворешни работи. Што значи тој СОФА договор? Сите кои се држави вклучени во тој СОФА договор, ИСАФ, мисијата во Афганистан се ослободени, фирмите се ослободени од плаќање во данок. Значи, пак е повторам, колегите од Хрватска, Босна, од Косово, од Албанија, од Турција, сите се ослободени, само кај нас се води хајка.